Промена на болничката позитивна листа во делот на јачината на лековите. 80 лекови ќе може да се набавуваат во сите дозни форми. За лекови кои се регистрирани кај нас, а пациентот ги купил во странство, фондот нема да ги рефундира парите. Овие мерки ќе важат од следната недела. 83 генерички лекови од позитивната болничка листа ќе може да се регистрираат во сите дозни форми и да се набавуваат во болниците. Со оваа нова мерка лековите ќе се користат порационално и без загуби. На позитивната листа определени компании регистрирале лекови од една дозажна форма, која што е обично поскапа и поскапа за администрирање. Со новата измена која што ја правиме, практично овозможуваме со регистрацијата на лекот да бидат регистрирани сите јачини, односно СРЈ ознака или сите регистрирани јачини. На тој начин ќе овозможиме или подобро да се администрира, односно поефикасно да се користи терапијата, на начин што или ќе биде поевтино за користење со тоа што нема да се даваат 4, 5 или повеќе ампули, што е само по себе поскапо, или ќе оневозможиме определен дел од терапијата да оди народски кажано фира, односно да се фрва и на тој начин да има загуба за јавната здравствена установа. Фондот нема точни пресметки колку би се заштедило или колка ви се загубите, затоа што им плаќа на болниците буџети според пакети на услуги, а не според набавки. Самите болници имале или не имале можност, меѓутоа не сите користеле кога ги организирале тендерите да ги прават тендерите за сите јачини, а сега ние тоа го овозможуваме проширувајќи ги сите лекови на болничка листа. Новина е што од сега на пациентите што купуваат лекови од позитивната листа во странство, а тие се регистрирани во Македонија, нема да им бидат рефундирани пари од фондот. Ако во моментот ги нема, ќе се набавуваат интервентно. Овие мерки на Министерството за здравство се надоврзуваат на досегашните за поевтинување на лековите и на електронските јавни набавки. Поради добрата снабденост забележана е појава на зголемување на продажбата на одредени лекови во Куманово и во Крива Паланка за 40%, и тоа од соседните земји, што министерот го окарактеризира како медицински туризам.